Беше тоа на 1 декември 1891 година, кога скопскиот митрополит Гологанов сметал дека единствен спас за македонците од наглата бугаризација е унијатство со Ватикан. Да не дојде до бугаризација, тој поднел барање за унија со Римокатоличката црква, испратена до папата Лео 13. Во своето барање тој образложува: во името на целиот македонски православен народ, историското право на македонски православен народ да се ослободи од јурисдикцијата на странските цркви, бугарската екзархија и Цариградската патријаршија, да се обнови Охридската архиепископија. Границите на Охридската архиепископија треба да ги потврдат сегашните граници на Македонија. На 1 декември 1918 година е создадено Кралството на србите, хрватите и словенците. Беше тоа на 1 декември 1918 година, кога почина Герасим Струмички митрополит. Завршил духовно училиште во Едрене и примил монашки чин. Своето образование го продолжува на духовната богословија во Киев, која ја завршува во 1889 година. До 1891 година бил законоучител во Солунската машка гимназија и ѓакон. На 22 декември 1897 година Герасим Струмички бил избран за канонски струмички митрополит на Струмичката епархија. Исто така со подигањето во архиерејскиот чин, тој влегол во остар конфликт со раководството на Струмичкиот револуционерен округ на ВМРО и подоцна со Христо Чернопеев, председателот на Струмичкиот окружен комитет. Конфликтот се заострил, особено во 1905 година по второто осудување условно на смрт од страна на Струмичкиот регионален конгрес. Тој е автор и на некои научни трудови со етнографска и црковна тематика. Ктитор е на соборниот храм Свети Кирил и Методи Струмица. Герасим Струмички починал на 1 декември 1918 година во Софија. Бил погребан во криптата на катедралната црква Свети Кирил и Методи во Струмица. На 1 декември 1927 година свечено е осветен новиот офицерски дом во Скопје, една од поубавите згради во Скопје која се урна во земјотресот од 1963 година. Беше тоа на 1 декември 1933 година, кога е роден Никола Кочовски, македонски раскажувач и драмски писател. Завршил филозофски факултет во Скопје, работел како професор, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1973 година и автор на книгите Малата билја, Зарез готини, Вознемирена совест, Бреме, Дичовица, млада невеста, Родната грудка, Без свое јато, Исконски дар, Омразениот цвет. Добитник е на наградата 4 ноември на градот Битола. На 1 декември 1941 година е роден Симон Шемов, македонски сликар и графичар, како универзитетски професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Тој е еден од првите истражувачи на алтернативните насоки во ликовната уметност, со заложба за проширување и испреплетување на медиумите. Ја афирмирал македонската уметност и надвор од државата. Интересирањето за природните феномени е присутно во сликарството, графиката, инсталациите, објектите, интервенциите во природен и урбан простор и особено во делата од рачно изработена хартија. На 1 декември 1943 година во селото Пелинце, Кумановско, е формиран првиот кумановски народно-ослободителен батальон Јордан Николов Орце. Бил формиран од 116 борци на Скопско-Кумановскиот партизански одред и новопристигнати борци. Беше тоа на 1 декември 1950 година, кога е роден Димче Кичевски, македонски легендарен каратист и тренер. Тој дури 21 пат беше државен првак на Македонија и двократен првак на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 1980 година стана и балкански првак. Во 1980 година Кичевски го освои бронзениот медал на Европското првенство во Австрија.
Како тренер ги предводел карате клубовите Вардар и Водно, при што освоил шампионски титули на Македонија, а неговите каратисти освоили и европски медали. Тој е првиот селектор на карате репрезентацијата на Македонија, а неколку години бил и прв човек на карате сојузот на Македонија. Кичевски е добитник на повеќе награди, меѓу кои и 13 ноември во 1983 година при издание кое го доделува град Скопје. До 2013 година работел и како селектор на кикбокс репрезентацијата на Македонија, а последните години од животот бил кикбокс судија. Починал во Скопје на 8 август 2015 година. На 1 декември 1956 година во Бугарија, Пиринска Македонија, е извршен попис на населението при што во Сандански 89,49% се изјасниле за македонци, во Петрич 82,69%, околија Благоевград 52,18%, Разлог 49,05%, Гоце Делчев 45,77% и округ Благоевград 63,64%. Беше тоа на 1 декември 1994 година, кога во Бордо, Франција, на 21-то Генерално собрание на Светската федерација на воени ветерани, што се одржа од 1 до 6 декември, Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија е примен за полноправен член. На 1 декември 2018 година умре Иван Катарджиев, македонски историчар, еден од основоположниците на македонската историска наука и академик. Од 1972 година до 1978 бил директор на Националната библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Иван Катарджиев е истакнат научник со воредно богат научен опус во областа на историските науки. Предмет на неговиот научен интерес е историјата на македонскиот народ во последните 2 века, а посебно историјата на национално-ослободителното движење и борбите за слобода и самостојност на македонскиот народ. Тој е автор на 17 книги, од кои 3 се објавени на странски јазици. Се смета за веројатно најдобриот познавач на збиднувањата од крајот на 19-тиот и од првата половина на 20-тиот век и за експерт за прашања врзани со внатрешната македонска револуционерна организација. Први декември е национален празник на Романија.